Lovam sam do kolena voda. Evo ti CD. Dečki, mnogo сум горд на себе, многу. Абе, чуј дека шефовка иде 3 недели на турнија во диаспората? Да, ама јас када бев како него, ич не завраќа во тому. Ама јас када не сум кантавтор, а може треба се онегвам со музика. Многу сум горд на себе. Многу. Значи, ова моите убави очи станаја таков хит. Ме поканија Америка да одам на турнеја. Хедлайнер ке сум на некои концерти таму од некоја кантавторско друштво. Овде, знаеш како ме боли тоа? Вака само, браво, момче, ја се овде. Че да видам? Браво, момче. Тука ајде да бидиме сериозни, јас дур не сум овде, да видиме кој ќе работат, што ќе работат. Ајде еден по еден овде вака, да видиме што ќе правиме со редакција. Јасно? Ти, Маја, ти си привремен уредник. Само не кажи на другиве да не бидат љубоморни после. А ќе остава Маја да биде уредник. На што ќе личи редакција? Ти си јадрото на истражувачко новинарство во нашата редакција, бе. Ти ќе бидеш заменик. Логично. Само не кажи никому други да не расипите другарство со други, бе. Ти реков ми рече. Јо, многу сигурни раце ќе оставите редакцијата. А ово ако го оставам одговорен. На шо ќе личи редакција? Гимнат, ќе земам тоа стрелато г***има те ја напикам. Ти ќе ми бидиш десна рака. Па наравно бе, кој да биде? Ако јас сум Зоки, ти си Кочо Ангјушев. Па јас ако сум Бетмен, ти си Джокер или како го викаш овој Рубин. Па наравно бе. Робин. Само молим те, не кажи на никога, меѓу нас нека се види цидет да не прави проблеми други. Але шеф, каков мерак си ми правил, I'm a party girl. I'm a party girl. I'm a party girl. I'm a party girl. А да не одам јас, Краун Поинт, Нью Джерси, Гири, Тампа, не се пропушта тоа. Шо да правам, шо да решам? Ај ќе смислам нешто. Рубин, шо чепкаш без струјата ти? Довери се на Кредисимо. Со Кредисимо и нов iPhone на есен и пари на време. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо. Пари на време. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности.
Mastercard Vizir кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патувања добивај. Разбудете го духот на традицијата во вашата кујна со керамичките тави Ромертопф од новата Купон Плюс акција на Тинекс. Препознатлив германски квалитет, рачно изработени од високо квалитетна природна глина за долготрајна и сигурна употреба, обложена внатрешност за подобра функционалност и брза подготовка на храната. Од 20 ноември, единствено во Тинекс, соберете 10 купони и со доплата од 999 денари добиете ја вашата Ромертопф керамичка тава со капак и истакнете го природниот вкус на секое јадење. Гответе здраво, брзо и едноставно. Тинекс. Итно ти требаат пари. Веќе секој кредит Кредисимо доплата е со 0% камата и без дополнителни трошоци, ако го вратиш во грејс периодот. Кредисимо, пари на време. I'm a party girl. I'm a party girl. She likes to party every night and day. Чему? Плата. Не бе, човек. Али сакам да те прашам, Мишо. Дали е вистина, оти порано ти си бил шверцер? А види, јас сум носел цигари преку граница, али се било легално. Не знам што си слушнал. Ами, човек, ша има врската со фудбал се? Абе, ти мислиш сверцери овие. Види, сум сакал многу спорт како млад, али сум се повредувал и од тогашка не. А шо, како? Он на фудбал? А не, на тепачка со коленото малку и не играм више. Не е убаво така, бе, човек. Не, се слагам, висне. Шо е работа со овие шверцерите? Види, треба мислам дека да се плаќа овој што е царина, зашто не може да внесуваш да носиш работи без царина. Ама, човек, се те прашам, за овие другите што се шверцерите, Абе, види менде. Тие се млади луѓе. Сваќаш, оно сака спорт, сака култура и се помешувале тука брзините и настанало куршлус. Сега моја идеја е, еве нели, комити у декември има јубилеј. И зашто они да не го слават во албански театар? Па што? За цел живот, а? Вистина, бе, човек, пака кој ќе го речиш ова, Казија. камен од срце ми падна. Абе, што си? Браво, збеше му. Не. Што имат? Види вака, да бе, Артан Груби бил на театар. Артан Груби, името како му е? Артан, тоа значи арт, у театар ќе ојд кај Давид. Добро бре, ама правил тензи таму бре етнички. Ама, маја, шо те гледам чудна. Знаеш како беше третиот Ньютонов закон? Дуј ак нешто сгреши, Грешката влег вид во устав. друго шо имат? Друго го анализираме буџетот, имат мобинг, имат во МВР сексуални закани, имат протест за ова, протест за она. Така, денов како ден. Што си бре ти толку задуман? Амор, маја, не знам дали да одам на турнеја ва сега. Ти знаеш, цел живот сакав пеач да бидам јас сега. И ова сега кај искочи, а од друга страна вестиве, гледаш, имат човек одговорност овде. Луѓе о надвор гледаш, све дезинформации на Facebook вести гледа. Многу одговорна работа, ама не знам што да правам. Што ти рече? Домче, спакован си? Секогаш. Да ти прата нешто за Детройт за мојве? Може бе, мајче, може. Ама ќути не кажувај на другиве, ак разберет, сине ќе награднете овде. Шеф, ова е за Љурзим. Он ми е брат у Нью Джерси, тој живее. Ова е за Бесим. Он ми е војко од братуче у Нью Йорк. А ова за тебе, за трошавци. А? Жити се, те молам, нема ти бе фрка во ручен багаж да ги пикнеш. Тегливе те молам, брат. Само запамти го имео. Поп Христо од Питсбург. Питсбург Слетерс? Питсбург Хорнетс овие. Брачајата немаат ни лук, ни прас во Далас ке што живеат. Само една грудка. Да си има парче земја од родното село. А ти имаш уште нешто да ми тупниш овде и уште на аеродром да ме уапсен? И јас. Не се секире, бе, брзо ќе поминит, ќе се снајте овде вие за редакција, бе. Пак се размрсува, бе. Пушчај вести таму, ај.
Значи, слушай ме сега. 1, 2, 3, ваѓаш и... Два пати или еднаш? Два пати. 1, 2, 3... Остајат со, јас ке презем. Лека ноќ, почитувани гледачи, вие гледате вчерашни новости, местото од кое дознавате последни. Јас сум Јована, ова до мене е Александар, а вие останате чекорзаците зашто почнуваме со вестите. Пушти джингл. По лансирањето на минато неделниот хит, нашиот кантавтор, уредник, одгледувач на кокошки и пред се човек, а воедно и наш уредник и газда Номче, се искачи на топ листите во многу земји со инстант хитот Моите убави очи. Моите очи е веќе на прво место во Англија, Франција, Маурициус и непризнаената република Нагорно Карабах, а се наоѓа при самиот врв и уште во 17 земји. Номче ќе го промовира хитот на турнеја во САД, каде ќе сними дуети со Jay-Z, Rihanna, Kiss, Ми и се разбира со Раде Пилето. Покрај ова Номче оствари и телефонско јавување во емисијата Здраво Македонио. Според лекарскиот конзилиум, од подпишување автограми, тој има истегнување на десната рака, што значи дека тимот на вчерашни во наредните 2 месеци нема да има плата затоа што му забраниле подпишување. Со среќа, Номче. Немили сцени се одиграа денеска на стадионот во Чаир кои ја згрозија целата јавност, а предизвика и реакции во странство. Нашата екипа беше на местото на настанот каде се случува вистинско културно дивење. Абе, режија! Абе, не сум менде да ме дупите вака, бе! И вие имате листови, и ја имам листови! Што сте ми го пуштиле? Тоа ли е стадионот у Чаир? Ајде, да го пуштите одма с места! Немири на спортските терени во Чаир. Утрово балерини, поети и други културни работници упаднаа на терените. Досега не е виден ваков напад врз спортот, каде што се рецитираа и песни од Дарко Лешовски. Дрво за огрев сечат. А кој ли ќе ги згрее? Птиците. За среќа МВР брзо реагираше. Видете, овој надпревар уопште не беше предвиден да биде ризичен. Меѓутоа, од среду такмица се деси тоа што за жал е честа слика на нашите стадиони. Одеднаш група хулигани противзаконски почаа да рецитира хајку поезија и пеат арии од опери, што е кривично дело. И сето тоа од нигде никаде ескалираше баш у моментот кога неколку балерини решија и упаднаа на теренот и почаа насилнички да играат Лабуда во езеро. Тука настапи општ хаос, паника загрозува една јавен ред и мир. И МВР одма реагираше, ги отстраи сите лица што беа облечени у пачки. Со цел во иднина да се спречат ваквите немили настани, владата ја започна кампањата Не за култура во спортот, на улица, во сообраќај и во меѓучовечките односи, и општо не за културата, што треба да им стави крај на овие девијантни изблици во нашето општество. Живееме во ера на лажни вести и дезинформации, каде релевантни фигури од политичката сцена се оцрнувани од многобројни црни кампањи. Оваа недела жртва на една таква црна кампања беше Артан Груби, еден човек, еден филантроп, полиглот, политичар, но пред се ксенофоб, кој сее национализам со помош на навивачки групи. Вториот настан првично беше најавен и организиран од Артан Груби. Злите медиумски јазици го критикуваат Груби за иредентистички тенденции и наводно потикнување на меѓуетничка нетрпеливост. Инсинуации од различни структури пак го обвинуваат и за наводно потикнување на наводна меѓуетничка омраза во Македонија. Во случајот кога наводно настана масовна тепачка на Кале, каде наводно имаше и повредени лица. Мислиш наводно? На Кале, пратиш ли нешто? Од една страна комити, од друга шверцери и жители од околината на Калето, клоци, шамари и камења летаа на сите страни. Па не знам, гледате граѓани, толпа граѓани на собрани. Гледате, нема никаков реквизит во никој. Партиските Твитер ботови велат дека е дел од разни сценарија, наводно бил близок и со структурите на ВМРО-ДПМНЕ и дел од оние што го организираа упадот на 27 април во собранието. Но веќе во ова време на лажни вести и дезинформации, се треба да се провери два пати. Ние не веруваме дека Груби е таков човек.
Сметаме дека е добар човек, еден филантроп, полиглот, политичар, а пред батали. Човек кој посакува се најдобро на Македонија, на соживотот и на меѓурелигиските односи. За таа цел вчерашнина браникот на вистината лично контактираше со самиот Груби за да ја провери точноста на овие информации. Господине Груби, дали ги демантирате овие обвинувања? Не. Ете гледачи, ваков издржан демант, подкрепен со непобитни факти, не се памети во историјата на целата парламентарна демократија на Република Северна Македонија. И тоа не е некоја голема историја, мислам, само една година сме Република Северна Македонија. Но тоа не е важно. Важно е дека вистината секогаш излегува на површината. Досега не сум чул подобра изјава. Тоа беше се од вчерашни од браникот на вистината. Останете со нас. Центарот на Скопје уште повеќе ќе се згуснува. Според новиот предлог ДУБ во Маџермало, во кој се предвидени 56 хотели и 52 згради. Менде Гибнатиот известува од позади една грмушка во малото. Ова многу ме онегва како битолчанец, ме онегва за градом Битола. 56 хотели и 52 згради или со друго изборој, еден ресен и полојна Гевгелија ќе се гради во Скопско Маџермало. Градските власти ќе го негват и пред последниот романтичен дел на Скопје за профит. Уште турска чаршија, моста на паркинг да направат и ај за тоа друг пат ќе збораме да не му давам идеи. Зборваме со граѓанин на Маџермало кој е лидер на протестите против овие катастрофални планови за град Скопје, за град Скопје. Така е, бе, брат, така е. Еве мапата. Че вие не знаеш што прави. Че ние сме цело мало кој од кој овде. И кај нас нема ово оно. Разбираш? Се ни доаѓаат некој од вамте тамте и ни прават држ не дај. Значи, не тераат со сила се собираме, ако се собереме, не кеш да знаеш. Не сакам да знам. А дали ќе лапните некој станче? Ќе лапнеме кој два, кој три, ама не е тоа поентата, бе. Ова силување на Маџермало нема да го дозволиме, овде ќе има сериозен отпор. А каков ќе биде тој отпор? Гандиевски. Да. Не. Многу убави очил има. Тој е Индира Ганди и... А каков ќе биде тој отпор? Значи, ќе се собереме сите и ќе застанеме, ќе гледаме и ќе кјутиме јасно и гласно. Али од фаците ќе се примети дека уопште не сме задоволни. Така е, некој пат јасно, некој пат гласно. А кој ќе дојдат багери, ќе застаните пред нив како оние што застана пред тенкоите во Јапонија. Слично, ама скроз различно. Некој пат слично, некој пат различно. Со среќа да е. Ете, драги гледачи, како се чувствува душата и срцето на Скопје. Да биде пример за другите градови кај што нема динар стапнато, како Битола што нема што беше градот Хераклеја. После дивењето на навивачите во театар, уште еден удар врз драмата и драмската уметност дојде и директно од премиерот Заев. Исплаќања од 1000 евра, од 1500 евра. Не смее да биде некоја не знам каква драма. Со ова тој алудираше на високите бонуси на обвинителите на СЈО, додавајќи дека големи бонуси земаат и самите пратеници, со што е нормално да не се прават драми, додека буџетот се краде од две страни. За баланс во универзумот, сосема е нормално тие да земаат високи бонуси, а вие ниски плати. А ние продолжуваме со вестите. Ацо? Продолжуваат препукувањата на тема буџет за 2020 година на релација власт и опозиција. Вчерашни како објективен медиум реши да ја послуша и третата страна, независното експертско мислење. Јелисалфета разговараше со еден експерт за фискална економија. Да погледнеме. Кој е вашиот став за распределбата на средствата во буџетот? Сите ние од трето деление имавме конструктивна дискусија со наследничката и
Со консензус донесовме заклучок. А заклучокот е? Ребалансот на буџетот и фискалната политика воопшто немаат логика. Како мислите немаат логика? Мислам, 200 милиони евра за плати и пензии, а дефицит од 43 милиона за капитални инвестиции. А дали вашиот став е дециден? Да, мислам, со кој памет? Океј, ептен квалитетно детство имате. Студија? Добри вести ни доаѓаат од директорот на АДСМ Васко Ковачевски, кој најави дека конкурирањето за инвертер клими за грејење ќе почне најкасно за недела или две, но тоа не се единствените добри вести кои што тој ги соопшти. Како што рече директорот Ковачевски, конкурсот за клими за грејење ќе почне на средината на декември, но уште подобра вест е што се очекува за 12 недели времето да затопли. Одлична вест за оние кои немаат на што да се греат. Визбегово, една прекрасна населба со прекрасни луѓе, која се наоѓа на 6 километри северно од Скопје и 2 километри југозападно од Шуторизари. Населбата е поврзана со магистралата Скопје-Приштина, така наречениот Качанички пат. А таму се случи протест на многу поглупа тема од загадувањето. Граѓаните бараа од домот за малолетници да се дислоцираат 2 малолетни деца. Овој протест поттикна еден тренд за кој следи ексклузивна сторија од вчерашни. Сашо и Каролина, двајца млади кои велат дека поради дивењето на двајца деликвенти не можат мирно да спијат. Мирно да спијат. Оди камерата. И зато одсуствуваат од на работа и барат од државата да му поможи да се справат со овие деликвенти. Деликвенти. Дали е вистина оти не спиете? Како бе дали е вистина? Вистина око немам склопено. 3 сат са мене стануваат, тропаат, златна жена ми будат, око не сум склопил. Дали е вистина дека и вас ве онегват ве будат кој што вели мажот ви? Секоја вечер. Ако ќе не сум спана, сум нервозна. И после тоа се караме со него, а тој ни крив ни должен за ништо. Џабе се расправам со него. Затоа апелирам до господинот Заев и господјата Царовска да превземат мерки и да ги дислоцираат овие опасности по мојот брак. Онај гласо што кажува пред вестите вели дека сте отсуствувале и од на работа. 9 месеци заради ова паразитов овде, 9 месеци не бев на работа. Јас за тој работам дуплове од 2 смени, за само дома да не сум. Затоа, еве нека ги види господјата Царовска нашите транспаренти, нашата порака, што сакаме ние да кажеме. Чекај бе, човек. Абе дали све салам вие да протестирате против вашите деца? Абе и тие сакаат дом да си онеква да се образоват. Некако вас овде да протестирате против деца. Гастија камерата, готово, нема да оди овој прилог. Страм и арам да вие како можете така. Јас ка уште живам со мајка ми, никој па мајка ми нема речено. Ке си дочекаш полека. Чекај, микрофонот си ја забори. Абе вие се на луѓе. Абе, доста, бе. Да го причаш, сакаш ли? Не тортурира тука. Но овој случај не е изолиран. Против 2-3 деца се протестирало и во други така наречени урбани населби. Или што би рекол Менде, кај ви и душата против деца да протестирате. А ние продолжуваме со вестите. Како што открива владиниот пиар за Брчанец, Заев повторно бил мета на така наречени хибридни напади или телефонски заебанти на македонски. Овој пат се представиле како познатото дете активист Грета Тунберг и нејзиниот татко. Но тоа не е се. За Брчанец, освен за разоткривањето на овој напад, се пофали дека откриле и хибриден напад од пранкери, кои се представувале како Дедо Мраз. По долгите разговори, од 3000 до 5000 пораки во денот, во кој Заев ги споделил своите желби за нова година, тие успеале да ги разоткриат измамниците. За Брчанец додаде дека сега се обидуваат да стапат во контакт со Дедо Мраз од Лапонија, за да го предупредат за овој инцидент. Те добра со коѓари. Да? Охо, кај си бе, оцо? Дедо Мраз пеар, кај си бе, брат? Шо правиш? Шо сакаш за нова година? Не знам.
А Заев што ти повара? Зашо ми повара Заев? Да те па не избори шо повара. Па логично, и ти што му рече? Брат, јас сум за пореални барања, сум ти златна рибка. Слушај, Рубин, уште еднашка само ако ми се јавиш да ме дупиш усред вести, ке ти јевам мајката у пичка ке ти јевам, разбра? Знаеш што сакам од тебе? Тие 100 евра што ми ги дужиш да ми ги вратиш. Само ако не си ми ги вратил. Мамата у пичка ке ти јевам. Ај го не су пичку материну. Бати, булја што те бати. Ти јевам мајката у пичка да му јевам. Педер еден. Си уште ме дупи човече, кај ми дужи пари. Довери се на Кредисимо. Со Кредисимо и нов iPhone на есен и пари на време. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо. Пари на време. Ево го Столе, тој е одличен малански играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Разбудете го духот на традицијата во вашата кујна со керамичките тави Ромертопф од новата Купон Плюс акција на Тинекс. Препознатлив германски квалитет. Рачно изработени од високо квалитетна природна глина за долготрајна и сигурна употреба. Обложена внатрешност за подобра функционалност и брза подготовка на храната. Од 20 ноември, единствено во Тинекс, соберете 10 купони и со доплата од 999 денари добиете ја вашата Ромертопф керамичка тава со капак и истакнете го природниот вкус на секое јадење. Гответе здраво, брзо и едноставно. Тинекс. Итно ти требаат пари. Веќе секој кредит Кредисимо доплата е со 0% камата и без дополнителни трошоци, ако го вратиш во грејс периодот. Кредисимо. Пари на време. Ми се јави вчера и ми рече јас да бидам уредник додека него го немам. Ама слушај, тебе нема да ти фали влакно од коса. Ти видиш каков уредник бидам. Ацо, нема шанси. Значи, мене ми рече ја ќе бидам уредник. Уредничка. Не. Значи, мене ми се јави човече вчера, ти кажа ти си уредник, не може сега... Од кај доаѓам, бе, Ацо? Шо мислиш, дојдов овде убава на камера да бидам? Убава си, нешо? Значи, ја ќе бидам уредничка. Не бе, ти си убава за на камера сега, не се мешај кај шо не ти е место. Мешаш ингеренции, ме разбираш? Ацо? Маја, Номче! решив јас, заминвам. Ајде, Светска среќен турнеја, пат. не е за ебанција ова. Него што ќе ти речев, Убајна е, да ми се грижиш за редакцијава тамо, ти ќе бидиш главна. Да ги строиш свет сакум пакум. Абе, Номче, па ти уживај. Сега, може туше на некој му имам спомнато ти ќе е главен, ама ќе се снајдиш ти, види, со своји зборови тамо ќе ги оправиш. Добро, бе, Номче, че ја наредиме, терај ти иш да не се кираш. Ајде, среќен пат. Ајде. Поздрав. Чао. Ало, Ацо? Од денес не сум Маја за тебе. Од денес сум уредниче. Јасно? И ајде, гаси вести, Добро. готово е. Ајде. Уредничката ја вика да ја одјавиме емисија. Која ти е сега таа кучка? Јас сум уредничка. Да ја одјава ги ти кажам после емисијата. Добро, уредничка, пред. Како што гледате, последни дознаваме. Стигнавме до почетокот на вестите, па да почнеме од почеток со една мудра мисла. Не е злато се што сјае и не е грета секој женски глас на телефонот. Вие гледате вчерашни новости. Ако нешто пропуштивте, може да не најдете и на YouTube каналот. Добро утро. Добро утро и од мене.